Вирусот на грип зимава и однесе првата жртва. 75-годишна жена пред 3 дена починала на инфективната клиника во Скопје. Кај неа лабораториски било потврдено присуство на инфлуенца а жената имала и многу коморбидитети. Директорот на клиниката за инфективни болести доктор Фадил Цана, информирајќи за случајот на починатата пациентка, рече дека таа не била вакцинирана од грип. Инаку во моментов на инфективната клиника хоспитализирани се 25 пациенти поради компликации предизвикани од вирусот на грип, од кои двајца се на респираторна поддршка на одело за интензивна нега, а дел од другите пациенти се на кислородна поддршка. Поголемиот дел од хоспитализираните се возрастни со хронични заболувања и пациенти кои не се вакцинирани од грип. Очекувањата на Цана се дека пикот на ширењето на вирусот ќе биде кон крајот на месецов. Статистички би требало крајот на јануари, почетокот на февруари да е пикот и тука се очекува да почнува пополека да спласне. Цана како најдобра заштита од вирусот на грипот го посочува сезонското вакцинирање. Вакцинацијата е единствената превентива за пациентите кои заболуваат од грип. Единствена превентива е вакцинацијата, така што тоа треба секојдневно да се секоја година, да се одвива и луѓето да се освестуваат дека може и некогаш да има компликации од обичен грип сезонски да настанува и да имаме лош исход. Во првата недела од годинава, поточно од 29 декември до 4 јануари, како што објави Институтот за јавно здравје, пријавени се 1725 случаи на грип, што е за 2 пати повеќе од претходната недела, а за 5 пати повеќе од истиот период лани. Најголем број од пријавените случаи, 749, се на возраст од 15 до 64 години, а 847 се деца до 15 години. Најмногу пријавени случаи се во Скопје 716, во Тетово 339, пошто следи Куманово со 150 случаи. Првиот човек на инфективната клиника информираше дека кај нив 5кратно е зголемен бројот на амбулантски прегледи.